УНХЦР денеска во Брисел преговара за отварање на прашањето за длабинска реформа на глобалниот аранжман на Европа околу бегалците, вклучувајќи го европскиот систем за азил. УНХЦР побара од Европа да понуди стратешка и насочна поддршка на земјите од потекло, азил и транзит на бегалците, да ги разгледа подготовките за непредвидени ситуации со цел да одговори на големите пристигнувања на бегалци и мигранти и да воспостави поефикасен и подобро управуван систем за азил. Уште од почетокот зборуваме дека ова не мораше да биде бегалска криза. Факт е дека се работи за големо движење бидејќи постојат војни, но со добар, со ефективен систем на азил кој што функционира, кој што е брз, кој што реагира брзо, одговара брзо, се решаваат барањата за азил. Ке успели УНХЦР со ова барање да се отвори можноста Европа да ги подотвори вратите повторно за луѓето кои повеќе немаат дом, а ниту нивните татковини не се мокни да се грижат за нив и нивната безбедност. Што искрено се надеваме дека презентацијата денеска ќе отвори еден друг начин на дискутирање за нештата, да се вратиме прво кон основите и вредностите на Обединетите нации, а тоа се премисите за заштита, основна заштита на човековиот живот, кој што е свето нешто и за кој што не треба да има никакви преговори на никакви политички форуми, затоа што тоа е нешто што е цивилизацијска придобивка. УНХЦР деновиве преку фотографии го продолжува караванот. Бегалец сега, човек секогаш. Се со цел на граѓаните во Македонија да им ја доближи сликата на болниот и тежок пат на бегалците кои за секогаш изгубија се. УНХЦР продолжува со активностите на терен. Поставија банери на кои што ја прикажуваат реалната состојба на бегалците низ светот, тргнувајќи од својата татковина па завршувајќи на патот кон посветла иднина. Денеска се во Струмица, а веќе во наредните денови заминуваат во останатите градови од Македонија. Караванот со фотографии се со различна содржина, паралелно со силни пораки, а на една од нив стои: мора да разберете, никој не ги става своите деца во чамец, освен ако водата не е побезбедна од копното.